Добар ден на сите. Изгледа во четвртокот на вистина допревме болна точка на која владеачката партија и премиерот немаат одговор. Затоа денеска откриваат Америка и после 10 мои изјави и соопштуваат триумфијално македонската јавност дека су модела замислете во семејната вила во Маврово. Ако и од ВМРО ДПМН многу е. Се прашувам зашто ќе бидам обвинета во деновиве кои проаѓаат. Дали ќе бидам обвинета и за ниската откупна цена на јаболката, дали ќе бидам обвинета за падот на Волл Стрит, дали ќе бидам обвинета и за убиството на Кенеди, можеби. И сето тоа само за да се создадат нови лаги, манипулации, напади и навреди, кои што ќе го скријат фактот дека премиерот не можеше да каже ниту еден збор за дуплираниот имот на својот директор на тајната полиција и братучет. Не можеше да каже ниту збор за техничката грешка, замислете, од само 720.000 евра. Не можеше да каже ниту еден збор за чудната математика на неговите фирми. Затоа, во овие последни 2 дена, ВМРО ДПМН мора да каже се што може и се што не може, само за да ја измести темата и за да го премолчи тој факт. Навистина е смешно, кога една партија, чиј председател и премиер живее во 4 стана на својата мајка, си го поставува прашањето дали јас смеам да одам во семејната куќа на мојата свекрва. Тоа е навистина смешно, но веќе станува многу бедно и лицемерно. ВМРО ДПМН немаше одговори, ниту во четвртокот, ниту вчера, ниту денес. И затоа премиерот избегна да одговори на 2 прашања. Затоа неговиот братучет и директор на тајната полиција и денес, и вчера, и завчера не смее да се појави пред македонската јавност, туку мора да се крие зад соопштенија кои, замислете, ги објавува на веб-сајтот на Министерството за внатрешни работи, како да е тоа негова приватна работа. Тука е разликата. Тие се кријат, јас стојам денеска и пред вас и пред македонската јавност. Не се кријам и не се плашам заради тоа што го говорам е вистина. Тие нека продолжат да се кријат, нека продолжат да се закануваат и нека продолжат да лажат. Јас пред македонската јавност немам што да скријам. Ви благодарам и повелете со прашање. Во врска со куќата во Маврово, на вашата свекрва или самите сте се изградили како што пишува јубилните, продолживате во неја? Значи, дури и ВМРО ДПМН мораше да излезе со податок, а тоа е дека е тоа семејна куќа која припаѓа на мојата свекрва, која патем речено е изградена пред јас да сум во брак. И предпоставувам дека никој нема да дава интервју на таа тема, ниту пак ќе се слика, ако сака нешто да скрие. Меѓутоа, интересен е начинот како математика и какви множења и делења применува ВМРО ДПМН кога зборува за другите, а каква математика применува за своите. Ви благодарам и пријатно.